името на Отец от Синът и Святия Дух. Слава на нашия Господ Исус Христос. Бог, в името на Татката, Синът и Святия Дух. Във вечерашната проповед зверът односно папството вздобила смъртеността рана, koja се изцелява. Според зверът Откровение 13 са 10 рогови круни и 7 глави пълни са вълхун имени и напълно детенче са мал рог. Даниил 7 глава, цитирам. В първата година на Валтазар, Вавилонският цар Даниил сънуваше сон, пророчки видения в главата на постела. Скратено запиша, що сънувал. Но пророчеството каже дека веќе се измина тој временски период на папството, за негова суперманија и тиранија, во чијшто стеги ја држава Европа околу полни 2206 години, колку што предвидел пророштвото. Таа смртноста рана папството му ја задава Наполеон во 1798 година, кога неговиот генерал Бертие влегол во Ватикан и го одвел папата Пие VI во изгонство. А 60-те години умира како француски заробеник. Но неговата смртна рана беше исцелена и сета земја се воскиди, се зачуди и тргна од зверот. И се поклонија на ламјата, би и таму да ја власт на зверот. На папството му се поклонија на зверот, велики кој како зверот кој може да војува против него, против папството. Откровение 13:3-4. Во 1798 година папството го загубил својот политички статус. Зверот кој представува царство или политички систем бил мртов за сите намери. Во 1929 година Мусолини и Гаспари подпишале спогодба според која папата мора да го поддржува Мусолини, а во возраст му е вратен неговиот папски престол и моќ. Од 1929 година повторно остатствен политички статус на Ватикан и очигледната рана зараснала. Цитирам Откровение 13:3-4. Три видов една од неговите глави, набрез смртно ранета, но неговата смртноста рана беше ицелена. И сета земја се воскити и тргна под зверот. 4 му се поклонија на змејот, бидејќи му даде власт над зверот, му се поклонија и над зверот, велики кој како зверот кој може да води против него. Значи смртната рана е исцелена. Понатаму во Римјаните 2:7 цитирам стих: на оние кои со истрено спрваат добро и барат слава, чест и нераспадливост вечен живот. Амин и алелуја. Дојди Господе Исусе Христе поскоро. Тоа е се за вечерот. Поздрав.